Почитувани, добар ми дојдовте во уште едно издание на емисијата Спортодром со Мики. Денеска, вака од нога, с оглед на фактот што ова всушност денешно издание ќе биде и последно за оваа сезона, всушност полусезона, она пролетна од сезоната 25-26. Па ќе направиме малку пауза, 30-60 дена, па после стартуваме и со вториот дел од ова 25-26, тоа веќе ќе влезе во 26-27. Што да говориме денес? Денеска ќе правиме рекапитулар за тоа што се случуваше и се случи во предсекавадаречкиот спорт. Значи, нема некои филозофии, чисто ќе нафрлиме само податоци. Градскиот фудбалски клуб Тиквеш под турбулентниот старт и лошите резултати, смени тренери, на полусезона смени странски играчи и на крај завршивме на 5-то место, веднаш зад водечката четворка Вардар Шкендија, Струга Силекс. Што се однесува до шампионската титула, Вардар ја освои. Шкендија ќе игра во Фудбалска Европа, во Фудбалска Европа ќе игра и Силекс како актуелен освојач на купот. Од лигата во регуларниот дел испадна Шкупи, Македонија, Ѓорчо Петров и Работнички. Се играа баражи вчера. Во баражите прволигашките екипи на Пелистер, право Пелистер, еве ќе го спомнеме, играше вчера овде во Кавадарци против екипата на Шкендија од Арачиново. Шкендија долго време водеше, во самиот финиш, буквално во последната минута од судиското надополнување, Пелистер успеа да израмни, се избори за пенали и загуби. Во она пенал серија 5-6 за Шкендија Арачиново, историски успех за арачиновци пласманот во првата лига. А битолчани се селат во втората и ќе имат многу време за размислување што направија, како направија, кај беа грешките. Управата, стручниот штаб, сите си дадоа оставки како морална одговорност. Меѓутоа, управата и тренерите не играат фудбал. Треба да се запрашаат фудбалерите каде се нивните грешки. А според она што го видовме вчера во Кавадарци, фудбалерите во венец од долни дисан не е човек да ги прате, не па да играат во битолски Пелистер. Само напрчени, носеви, ние сме ова, ние сме она, џабе викате вие се. И од една страна, па и дури ми е мило, со оглед на фактот што ако се сеќавате во ланската сезона, Тиквеш за малку ќе испаднеше токму затоа што Пелистер не победи овде во Кавадарци, а не му треба да боде. Сега, кој им е крив на битолчани што не знаат да дадат гол од пенал? Кој? Промашија пенал во регуларниот дел на преварувањето, промашија во пенал серијата, едноставно Шкендија од Арачиново им покажа како се шутираат пенали. Во вториот надпревар, кој што се одигра во Битола, Струмичка Брера беше изненадена од екипата на Скопје. Пораз 0-1. Меѓутоа, за оние што го следат македонскиот фудбал, воопшто тоа не е изненадување. Скопје е втор тим на Вардар, така да сите на некој начин очекуваа Скопје директно да влезе во првата лига, меѓутоа тоа го стори Штипска Брегалница. Значи, на Шкупи, Македонија, Ѓорчо Петров и Работнички им се приклучија Пелистер и Академија Панде Брера. Нови прволигаши се Штипска Брегалница
Скопје и Шкендија од Арачиново. Знаете, лигата од следната сезона се намалува. Сега имаме еден проблем. Тиквеш има забрана за регистрација на фудбалери. Што е тоа што треба да се случи? Според мене, странските фудбалери кои што сега настапуваат во редовите на ГФК Тиквеш, треба да им се продолжат договорите на уште 2 сезони. Ги имаме 6-7. Значи на уште 2 сезони. Наредната и понаредната. Зошто? Наредната сезона да се обидиме да направиме бум, да одиграме како што треба, да се пласираме и излеземе во фудбалска Европа, па таму во таа фудбалска Европа некој ќе ги види овие наши странци и наместо сега да пример карикирам со бројки што им даваме плата од што знам 5000 евра, тогаш ќе си ги продадеме за едно 5 милиони евра, дај Боже, и така се прават. И не само странците, и овие нашите, ако ги бива. Кога се нашите во прашање, постојано коментарите од калибарот, наше дете нема, за да има наши дете, за да има наши деца, некој треба да ги створи. Значи, тренерите тука треба да си превземат малце посеопфатна работа. Еве што се случува. Се случува да ќе победиме Шкендија во Тетово, зборувам за младите категории, ќе победиме Шкендија во Тетово, по социјалните мрежи растур. Ги победивме, ги растуривме, вака направивме. Наредната ќе изгубиме дома од Вардар Неготино, нигде ги нема. Сега, баш пред да влезам во студиото, читав малите генерации, што знам, 13-14 таму, направиле успех, се пласирале меѓу 8-те најдобри екипи во Македонија во детската лига. И вика, ова информација од четвртокот или од петокот, и вика, утре играме за полуфинале. И толку е. Од тоа утре, значи пред 2 дена, 3 дена, ништо. И сега единствено што може да си предпоставиме дека загубиле и кога губат, тие не знаат да информираат. Тогаш ништо не чини. Тогаш крива е федерацијата, криви се судиите и така натаму и така натаму. Значи, потребно е да се работи со млади фудбалери. А има наши деца. Има. Ги имаме и во првиот тим, значи 4 постојани, Најдовски, Тодоров, Мојсов, Вареловски, Тасев, а имаме и на клупата за резерви, меѓутоа, кога ќе добијат шанса на теренот, треба да ја искористат. А не да земат кофа со бетон и да ја стават на клупата за резерви, да ги стават нозете внатре. И да се зацементираат на таа клупа за резерви, да не мрднат више. Значи, кога добивате шанса, драги мои млади, искористете ја. Никој тренер, ако сте доволно добри, ако ве бива и ако го разбирате тоа што треба да го направите, зашто сте пуштени и влезени во игра, никој тренер тоа нема да го оспори. А ако трчате само како, што викаме ние, муви без глава, тогаш проблемот не е во тренерот, не е во председателот, во секретарот, проблемот е кај самите играчи. А бога ми кај нивните родители. Моето дете новиот Роналдо, моето дете новиот Меси, неговото дете 2 леви нози. Ама тата е директор ваму, мама е газдарица ваму, че даат они некој динар и ние, ајде, протера го детето. Втора лига. Втора лига кажавме дека Скопје, Шкендија, Рачиново и Бреганица Штип се преселија во првата лига. Од втората лига во третата лига. Третата лига, Југ особено. Ја направивме, што да ви кажам, ја направивме многу јак. Покрај постоечките Превалец, Борец, тука се уште сега што испадна Прилепска Победа,
Вардар Неготино, Големо Конјари и така натаму, и така натаму. Меѓутоа, 3 екипи од втората лига играа баражи со третолигашите за опстанок во втората лига. И ќе одиме поред. Во битката на третолигашите, Камјани од село Камењане ја победа од Валандова 2-1. Саса од македонска Каменица е нов третолигаш. Беше изненаден и поразен од екипата на Евромилк Горнолисич 0-1. Кожув со 4-0 си ја зацементира позицијата во втората лига, а второлигаш останува и екипата на Тетекс. Тие со 9-0 исто така си го обезбедија опстанокот. Тетекс играше со победа Валандово, да не ја утнам јас работата, значи Кожув го победи Борец со 4-0, така Велешани остануваат во третата лига Југ, затоа ги спомнав пред малце. Велешките екипи Борец и Превалец, сега и Големо Конјари, сега и Вардар Неготино, сега и Прилепска победа, тука се Росоман, тука е Венет од Долни Дисан. Значи, ќе имаме многу силна трета лига Југ, меѓутоа и второлигашкото друштво ќе биде ептем силно. Некогашните центри на македонскиот фудбал како Битола, Струмица, Кочани, што ти ја знам уште. Се тоа екипи што следната сезона ќе играат во втората лига. Така да, не очекувам уште интересно и втората лига се скрати, така да можеме да очекуваме дека борбата за бодовите ќе се распланти уште од првото коло. Значи сите ќе водат грижа да се соберат што повеќе можно бодови, па така да се тераат до крајот, да не почне да не ги фати некоја криза. Фудбалскиот клуб Арсенал од Лондон, новиот шампион на Англија, за жал, за многумина нивни навивачи, не успеа да ја освои европската шампионска титула во Лигата на шампиони, исто така по пенали, како и битолски Пелистер, Арсенал загуби од екипата на Пари Сен-Жермен. Тие всушност ја одбранија шампионската титула, меѓутоа иста приказна како и со македонскиот фудбал. Наши деца, кажете ми во Арсенал колку англичани има? 3/4, колку и кај нас. Кажете ми во Челси колку странци има? Па скоро сите. Значи, постојано мораме да говориме дека оние што знаат да играат фудбал, ќе играат. А газдата, кој што дава пари, ќе одлучи дали ќе има англичани или македонци во составот, или нема да има. Да ви биде јасно. Некој дава пари и за тие пари бера резултати. Се ли е јасно? Ако е тоа јасно, одиме со ракометот. Прва работа, да споменеме дека ракометарите на градскиот ракометен клуб Тикваш и оваа сезона играа плейоф, на крај завршија како 6-ти во лигата. Вардар Пелистер, Охрид, Алкалоид, првите 4, ние со Бутел тука 5-ти и 6-ти. Меѓутоа, вториот дел од сезоната го истуркавме, па можем да кажем така. Така во стилот колку да се доигра, колку да се игра. Зошто? Затоа што македонскиот, односно кавадаречкиот ракомет едноставно немаше сили, ниту финансиски, ниту, што знам, материјални, ниту клубски како состав на играчи, да направи нешто повеќе. Вардар се засилуваше со квалитетни ракометари, Пелистер исто така, Охрид најмногу од сите, капа доле за охриѓани,
Тие се новите шампиони на ЕХФ ракометниот куп, таму каде што лани титулата, односно пехарот гласи Алкалоид, оваа година продолжи Охрид. Секоја чест, тие себе си се викаат гладиатори, не знам од каде гладиатори покрај езеро, ама секоја чест за рибарите кои што направија вчера извонредна атмосфера во спортскиот центар Билјанини извори во Охрид. Сега кога ракометот е во прашање, очигледно стручниот штаб се одлучи да им укаже доверба на малку помладите ракометари кои што беа во составот на првиот тим. Токму затоа тренерот Грчевски, заедно со помошникот Ѓорѓиев, уфрли во игра едно 4-5 млади ракометари, од кои што еден е така просек, а другите и џабе ќе ги форсираме децата, бидете убедени во тоа. Децата сами треба да гребат, да тропаат на вратите на првиот тим и да се борат за тоа место. Прашате го Мики Лазов, тој тоа го направи најдобро. Сега е и во репрезентација, и во првиот тим. Нема да говорам за овие малце поискусните од него. Кога сме кај репрезентацијата во прашање, обезбедивме учество на светското првенство, така? Ќе биде интересно, ќе биде бомбона. Што се однесе од овие младите категории во ракомет, нешто не ги бива. Младинците игра плей-аут заедно со екипите на Пелистер, Вардар и Вардар Неготина. И сега некој ќе рече, Пелистер Лига шампиони играше. Не знам која е таа екипа на Пелистер, младинска, што играше младинска Лига на шампиони. Кога младинците на Пелистер се четврти од оздола во лигата. Ние сме трети. Под нас е двата Вардара. И знаете ли каде е проблемот? Проблемот лежи во тоа што колку да имаме квалитетни спортисти, доаѓа време на студии или средни стручни училишта надвор од нашиот град и тогаш клубовите ни прават ќе ни го земат играчот, без разлика фудбалер, ракометар, кошакар, и толку е. И после се зависи од самиот играч. Ќе продолжи натаму да се развива или едноставно ќе стагнира и ќе го снема од картата. Тоа е што се однесува до ракометот. Одиме со кошарката. Во машката кошарка, уште една, јас ке речем, катастрофа сезона. Игравме плей-аут, останавме на лигата, во елитата. Некој ке рече, зошто катастрофално? Па еве да ви објаснам. Значи, првиот дел од сезоната промашување со странските засилувања. Па на полусезона ги вративме овие, да ме не чинат, че земеме нови. Зедовме нови и добри беа, солидни. Не беа баш нешто меѓутоа беа, општо кажано, солидни. Меѓутоа, резултатите во НБА стил. Првите 3 четвртини се игра така и во последната четвртина ќе се обидеме да славиме со 2-3 коша разлика. Умре тоа. И во НБА веќе умре. Гледате во НБА што се прави? 30 разлика прво полувреме, па до крајот тепај колку можеш. Ако можеш 100 разлика тепај. Така се игра. Затоа што тој горе, што дава пари и што гледа, утре ќе рече, за воа ли ја да давам пари? За 2 коша разлика секоја утакмица. Не давам више. И после ќе се чукаме во гради. Во женската кошарка имавме пријатно изненадување секоја чест за Пробаскет. Меѓутоа, Пробаскет одигра извонредна сезона првиот тим. М18 исто така одигра извонредна сезона. Што се однесува до М18 составот на Пробаскет и овој на првиот тим, разлика е само во странците. Истите девојчиња, наши, македонски, квадарачки играат
и во првата екипа и во М18. Во М16 трети во Македонија. Браво, Атанасе. М16 викендов во Неготино се играше Final Four турнирот. Учествува екипите на Петровски Битола, Скопски Вардар и Спортим Неготино. Скопски Вардар станаа шампиони во кадетска конкуренција. Ние во борба за третото место го добивме Петровски Битола. И се закитивме со бронзен медал. М18 исто така наредниот викенд ми се чини ќе играат Final Four. Значи меѓу четирите најдобри. Првиот тим одигра извонредна сезона, пак ќе речем. Значи, окей работа. Не е. Прашете го Атанас Димов какви главоболки ќе му создадат девојките кои што можеби ќе се преселат во друг град, можеби ќе бидат врбувани од други тимови, зборувам за оние поквалитетните. А ги имаме. И кога тие 2-3 ќе си заминат, катаклизма. Тоа е маката. Па не да Боже да дојде време за студии, заминуваат во Скопје назад, јок. Тоа е проблемот со сите спортови во нашата мала држава. Без разлика дали е машка, женска кошарка, машки, женски раковет, фудбал, машки, женски. Немаме доволно квалитетни деца. Всушност, јас сум поборник на една теза. Имаме ние деца. Немаме квалитетен кадар да работи со тие деца. Да објасниме. Имаме наставници по физичко, ама тој е наставник по физичко. Немаме квалификувани тренери. Всушност, ние имаме тренери кои што сами по себе се убедуваат себе си како се тие стручни, како тие се, што знам, Ѓорѓевиќ, овој, онова, а уствари поима нема од спортот со кој што се бават. А згора на тоа, од Кошаркарската федерација, мислејќи дека толку ја разбираат кошарката, им даваат можност на истите тие самобендисани и така наречени тренери да станат и селектори. И тоа е пропаст, катаклизма. Згора на тоа, викендов читам, Кошаркарската федерација на Македонија финансиски сака да ги дисциплинира клубовите. Тоа е во ред. Има клубови должници кои што се уште не си ги подмириле долговите кон федерацијата. Технички грешки и пропусти во организација, фрлени петарди, тврди предмети на терен и така натаму и така натаму. Треба да се дисциплинираат. Од сега натаму, клубот што нема да си ги подмири сметките, нема да добие лиценца за настап во соодветната лига. Се е окей. Втората работа не ми е јасна. Финансиска дисциплина од калиброт, секој клуб во машката Суперлига ќе мора да обезбеди 100.000 евра за плати. Па клубовите чекаат на тие ваучери, ова-она, да ги добијат ваучерите и да исплаќаат тоа задолженија, плати и вака нека. А ваучерите им ги доцни министерството, односно државата. И дали сега федерацијата оди против државата или оди против клубовите? Значи 100.000 е за машките, за девојките е 15.000. Да има колку толку за едно сендвиче и за едно сокче за екипата после утакмица. И на крај, за да ги заштителе младите кошаркари, се намалува бројот на странци во машката кошарка од 4 на 3, во женската од 3 на 2. Кои бре млади кошаркари? Дали некој од Кошаркарската федерација излегол на терен да види млади кошаркари? Само префорсирани мамини и татини девојчиња, кај Ашаданов во Вардар, во, што знам, во Крива Паланка, во Бадел и така натаму и така натаму. Вистинските квалитетни кошаркари и кошаркарки играат
во клубовите од каде што се. Па Вардар да не беа странците, Вардар немаше ништо да направи. Бадал да не беа странците, Бадал, бидејќи нема бре квалитетни млади македонски кошаркари и кошаркарки. Истото сега се случува и со машката кошар. Кој бре квалитет ти го бараш кога сите се префорсирани и од мама, тато, селектори и тренери на клубови упикани у репрезентација? Па МЗТ е првак со пензионерски клуб, да не рече. Зборувам за македонските кошаркари во составот на МЗТ. И најважната работа, кои сте вие на газата на некој клуб кој што планира да вложи, што знам, 1, 2, 5 милиони евра, да му кажувате, слушај, ти кај не си гаиш во Македонија, не можеш ти 4 странци, 3 сам си земеш. А тој планира да освојува, да игра и АБА лига, да игра и Лига Европа. Значи, од грешка во грешка влегува Кошаркарската федерација. Иако се ставени луѓе во федерацијата кои што порано биле, што знам, и добри кошаркари, меѓутоа ги прават грешките што ги прави нивните претходници. Во ракометот, еве, например, се заговара почеток на регионална лига во ракомет. Меѓутоа, никој во Македонија не ги прашува клубовите. Си одлучиле тие, Вардар, Пелистел, Алкалоид и Охрид нема да го играат првиот дел, карикирам сега, значи ова уште не е официјално, нема да играат во првиот дел, ќе се вклучат дури во плейофот. Чекај, зошто да бидат толку привилегирани овие 4 клуба? Ако му е вреден задниот дел, нека играат и регионална лига, нека играат и европски лиги, ама ќе се играат и во првенството, бе. Не може, ај, овие ќе ги форсираме, дека овие се најдоброто од Македонија. Од кај знаеш ти дека тикваш до година нема да донесе 10 странци и тоа квалитет А клас. Тоа е. За кај што друго да ви кажам? Да ви кажам дека горд сум на успесите на нашите джудисти, горд сум на успесите на нашите каратисти и карате клуб Тиквеш, и карате клуб Кавадарци, и карате клуб ОС, особено на карате клуб Сенсеј Метал Апостолов. Горд сум на членовите на Центарот за боречки вештини Будо од Кавадарци, кога ги спомнувам нив, мислам и на кикбоксери, и на ММА борци, и на џиу-џитсу борци, така натаму и така натаму. А ева последната информација, која вели вака. На 28 и 29 членовите на Центар за боречки вештини Будо водеа борби на 2 фронта. ММА борците Јордан Гошев, Дарко Димитриев, Илија Митрев настапуваа на силниот ММА настан во Тузла, каде што Јордан Џошев во фајт кардот на главниот ивент беше поразен од домашниот борец Омич, додека Дарко Димитриев и Илија Митрев се бореа на турнирот кој претходеше на главниот настан, каде што Илија со една победа и еден пораз не успеа да се закити со медал. Дарко Димитриев извојува убедлива победа над противникот Дагестан, а Артур Магомедов со судиска одлука, а во финалето кој беше дел од фајт кардот извојува победа и златен медал над домашниот противник Еведин Шечич со прекин во трета рунда. Што и да е, Дарко Димитриев е балкански шампион. Секоја чест. Меѓутоа, ако сакаат јавноста да биде соодветно информирана, ќе мора навремено да се испраќаат и информираат спортските редакции. Значи, не знаеме ние што се случи, како се случи, со кој се случи, и не само да напишеме Дарко е балкански шампион, џамбас шампион, току треба да напишеме Дарко беше во таа и таа дисциплина, во толку и толку килограми, овој му беше прв противник на поени, овој му беше во финале,
нокаут, технички, така натаму. Значи, пишувајте се. Или за овие помладите дечиња, постојано велам, напишете ги бесите. Хартијата трпи. Овој бил 9, овој бил 11, овој бил 17, ама да го спомниме тоа дете, да му дадеме кураж за натамошни успеси. Како и да е, јас само на клубовите ќе им посакам мирно лето, ќе им посакам да се консолидираат, прво да направат една рекапитулара што направија изминатиот период, кои грешки ги направија, што треба да поправат, односно да не го прават во иднина, да се стабилизираат, да се пододморат убаво и во следната сезона со нови сили, во нови спортски успеси. Зборувам за сите клубови, и колективни, и овие поединечните, и така натаму, и така натаму. А за крај, најсладкото нешто. За 10 дена ни стартува големата фудбалска фешта, големиот фудбалски циркус. За 10 дена, драги мои, светското првенство во Канада, Соединените американски држави, Мексико во фудбал. Ке имате можност да уживате и да се одморите. И за крај, ценете се и почитувајте се помеѓу себе. Ценете ги и почитувајте ги и новинарите, спортските, ако мислите дека ги има. Ако не мислите, ќе бидете во право. Да сте ми здрави, живи, среќни и весели, се гледаме во нека следна прилика.